Секојдневно милиони деца во светот се изложени на злоупотреба на нивниот труд, а поголемиот дел од нив се изложени на најтешките форми на ризична и опасна работа. Деца од различни националности и возрасти работат во сите сфери – земјоделство, производство, градежништво. И во Македонија се уште има деца кои не одат во училиште, живеат во нечовечки услови, секојдневно се на улица и нивниот труд се злоупотребува. Како поопширно би го протолкувале поимот злоупотреба на детскиот труд? Детскиот труд представува секој труд кој што се одразува негативно врз правилниот раст и развој на детето, како и обавување на секакви активности кои што се штетни по неговиот морал, психа, социјалниот аспект на неговото живење, како и сите активности кои што невозможуваат детето да редовно се образува преку редовно посетување на училиште или порано напуштање на училиштето или пак да посетува училиште во особено тешки околности. Меѓународната организација на трудот ги има во Конвенцијата 182 дефинирано најлошите форми на искористување на детскиот труд и таму се и наброени кои се се тие форми кои што се злоупотреба на детскиот труд, како вклучување на децата во искористување на децата во вооружени судри, вклучување на децата за обавување на одредени незаконски активности, детската проституција и детската порнографија, како и сите видови други активности кои што влијаат негативно врз правилниот раст и развој на децата. Оваа конвенција 182 е подпишана и ратификувана од страна на Република Македонија, што значи како држава имаме обврска да ја применуваме и сите овие форми на злоупотреба на детскиот труд кои што ги набројав исто така се казниви, представуваат кривични дела и во Македонија и за сторителите на истите се предвидени затворски и парични казни. А сепак знаеме, сите ние сме свесни дека и во Македонија постои злоупотреба на детскиот труд, па она што би сакала малку повеќе да го споменеме во оваа прилика е какви видови на злоупотреба на детскиот труд во Македонија се најчести. Од овие кои што ги спомена формите, значи за злоупотреба на детскиот труд, дел од нив се застапени кај нас, барем од податоците кои што ние ги добиваме на нашиот SOS телефон за деца и млади 0800 1 22 22, па така имаме форми на злоупотреба каде што децата се вклучуваат во обавување на некои тешки активности, имаме ситуации на каде што децата се жртви на питачење, односно се искористуваат за питачење, така што и нашите податоци на SOS телефонот говорат дека децата често пати не можат да ги остварат своите права како резултат на сиромаштијата, односно сиромаштијата е еден од најголемите фактори каде што децата влегуваат во тој зачаран круг на искористување на нивниот труд од страна на возрастните. Постојано ги следиме и вашите активности. Знаеме дека и на овој план сте многу активни, па би можеле ли да кажеме што се вие правите во поглед на таа заштита на децата? Ние како организација работиме на повеќе нивоа во делот на заштита на децата. Имаме директна работа со децата кои што доаѓаат тука на нашите простори. Потоа како организација се залагаме за вклучување на децата во редовно образование, дури вклучување на децата уште во предучилишно образование, во градинките, затоа што таму ќе стекнат одредени животни вештини и навики кои што потоа ќе влијаат за нивно редовно навремено вклучување во училиштето. Исто така работиме на поле на лобирање и застапување до надлежните институции за решавање на овие прашања системски, односно да се има помош и поддршки на семејствата на децата преку одредени субвенции кои што би се дале кон родителите или вработување на еден од родителите на децата за да се избават, односно да излезат од тој зачаран ланец на злоупотреба на
нивниот труд. Исто така имаме форми како и се с телефонот, кој што го споменав, уште еднаш би го споменала бројот 0800 1 22 22, каде што може да се јават и да се консултираат за одредени прашања или отворен за сите граѓани кои што може да пријават одреден сомнеж за злоупотреба на детските права, особено за злоупотреба на детскиот труд. Работиме на разни активности со сите оние што се вклучени во растот и развојот на децата, како воспитувачите, наставниците, стручните служби во училиштата, меѓутоа она што особено на кое што сакаме да работиме, директната работа со деци, поттикнување прво да ги запознаеме подетално за нивните права, да ги насочиме за тоа каде може да се обратат доколку нивните права се прекршени, како и да ги зајакнеме нивните вештини капацитети за сами утре за своите права да се застапуваат. Што ние како граѓани би можели би требало да направиме со цел заштита на децата од злоупотреба на нивниот детски труд? Сите ние како граѓани имаме одредена улога во општеството и сите можеме на некој помалку или повеќе да направиме во оваа сфера. Пред се прво како професионалци можеме да направиме доста во делот на доколку нашата работа е поврзана во работата со децата преку соодветно и професионално обавување на нашата струка, а како граѓани исто така треба да не молчиме за она што го гледаме, да реагираме за истото и онаму каде што можеме да помогнеме, особено пошто го споменавме питачењето. Ние како организација препорачуваме да не се даваат пари на овие дечиња кога ќе се видат на семафорите, туку истото кога ќе се забележи да се пријави до центрите за социјална работа, за да можат понатаму институциите да продолжат да работат со овие дечиња кои што се на улиците, меѓутоа исто така и прифаќање и менување на одредени наши ставови за одредени припадници на некои групи граѓани и прифаќање на оно што е поразлично од нас, затоа што сите имаме одредени специфики и различности како луѓе. Според податоци на Меѓународната организација на трудот, во светот постојат над 160 милиони деца, чишто труд се злоупотребува од страна на возрастните. Од нив, скоро 10 милиони деца работат во услови на робство, лишени од своите основни права и слободи, како што се правото на грижа за нивното здравје и правото на образование.